Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ве имате право да ја знаете вистината. Тема на нашата вечерашна емисија: кои се тие 10 модели според кои власта ги прави своите пари? Еве го нашиот избор за вечерва. Во последните 4 години власта на Република Македонија годишно увезува струја за некаде 60 до 80 милиони евра повеќе во споредба со просекот на изминатите 10 години. Господине Туневски, дали во таа трговија со струја се прават одредени пари кои подосна можат и политички да бидат искористувани? Па јас би рекол, Елем не произведува доволно струја, тоа е основниот проблем. Кога Елем би произведувал доволно струја, воопшто би немало потреба од увоз на струја. Што тоа значи, ако направиме споредба со временските просеци, да речеме изминативе 10 или 15 години, во последните 4 години за колку помалку произведува Елем или електраните на Македонија? Споредлив е периодот 2000 до 2006 во однос на 2006 до 2009. Значи периодот 2000 до 2006 правени се просечно 6320 гигават-часи електрична енергија, а во последните 3 години правени се 5650. Ред на големина се плюс минус 10. Значи, ако направите разлика, се работи за околу 700 гигават-час електрична енергија, што на годишно ниво значи околу 40 милиони евра загуба, штета за државата. Значи, најмалце некаде околу 40 милиони евра, во некои години кога и цената на киловат-часот е поскап, доаѓа некаде до 60 до 80 милиони евра. Тоа е во просечна цена, тоа е 40. Кога е скапа струјата, беше 2007 година, многу скапа, тоа беше и повеќе. Дури имаше одредени шпекулации дека намерно се произведува помалку електрична енергија за да може повеќе да се увезува од странство. Па знаете како, ако еден капацитет правел 4 години наназад 6350, а сега прави 5650, со право ќе се прашате зошто тоа е така. Значи не се работи за мали количини или за мали потврдувања, се работи за 15% помало производство. А струја се купува? Се купува повеќе него просекот изминатите 10 години. Струја се купуваат овие 700 гигават-час електрична енергија кои што за жал Елем не ги произведува. И се купуваат по скратена постапка од 15 дена. Се купуваат по скратена постапка, плюс големите потрошувачи купуваат своји 2 до 2.500 гигават-часа електрична енергија, што се заедно чини околу 3000 гигават-часа електрична енергија. Велам, ако индустријата работи со полн капацитет, купена, значи од надвор, помножено по некоја просечна цена, речиси 200 милиони евра. 200 милиони евра. 200 милиони евра се ова држава дава за увоз на електрична енергија или ред на големина. Тоа е огромна количина сума на пари. Па тоа сериозно го оптеретува буџетот. Во 2007 година и Народна банка на Македонија и воопшто сите и Министерство за финансии и цела влада беше вознемирена од тие сериозни одливи на девизи во кон надвор. Ако треба да направам некоја споредбена анализа, значи ние годишно увезуваме по едно Скопје 2014 плаќајќи за струја од странство. Во правост јас би рекол дека практично увезуваме онолку струја за онолку пари колку што чини еден блок во рек Битола. Сите проценти говорат дека во последните 3 години годишно во рек Битола трошоците на производство се зголемени некаде за 30 милиони евра и тоа најмногу се должи на тој откоп на јагленот и транспортот на јагленот од наоѓалиштата до производството во рек Битола. За вас коректна таа цифра 30 милиони евра зголемени трошоци за производство во рек Битола годишно? Од прилика јас мислам дека можеби се работи за далеку поголема бројка. Што е со производството во рек Битола и тие производни трошоци? Има информација кои доаѓа до мене дека тие се зголемени изминатите 4 години, дека се зголемени можеби неприродно сите тие трошоци, дека тука можеби нешто може и да се насети дека тие трошоци можеби вештачки се зголемуваат во интерес на едни или на други бизнис структури блиски до власта. Кои се вашите информации? Би било добро Елем конечно да излезе јавно со податоците за трошоците во рек Битола. Некои информации кои што јасно до кои тешко се доаѓа и кои што се тешко проверливи, но велам некои информации велат дека постои енормно зголемување на трошоците во износ од 30 милиони евра повеќе во последните 3 години просечно годишно, одошто во годините 4 години пред тоа. Значи годишно по 30 милиони евра се поголеми трошоците во рек Битола во споредба со просекот пред 2006 година? Некои информации, велам, зборуваат дека во периодот 2002 до 2006 година трошоците во рек Битола изнесувале ред на големина 70 милиони евра, а во последните 3 години, 2007, 2008 и 2009, истите тие трошоци во рек Битола изнесуваат околу 100 милиони евра. Значи се работи за 30 милиони евра повеќе трошоци во последните 3 години во споредба со претходните 4. Кога се прават овие анализи зошто Македонија увезува толку многу струја и каде власта ги прави тие своји пари, тогаш веројатно интересен податокот дека до пред 15 години Република Македонија воопшто не увезуваше струја. Поранешниот директор на МЕПСО Атанаско Туневски вели дека по неговите анализи годишно во рек Битола трошоците се поголеми за 30 милиони евра, поради некои слични операции на ова. Да. Од една страна се
форсира приватниот бизнис, парите предпоставувам завршуваат во приватни и партиски джепови. Вие немате Една некоја сделка. контрола, веројатно никој не има информации како Сите се распоредени тие професионалци бизнеси. се отстранети од работните места. Вработувањето оди преку агенциите за привремено вработување, во Битола најпозната е ЗЕТ, на бившиот советник од ВМРО ДПМН Попчевски. Според проценките на власта, проектот чини некаде околу 80 милиони евра. Според проценките на опозиција, чини некаде околу 200 милиони евра. Меѓутоа, според професорот Мирослав Грчев, проектот Скопје 2014 година е на голема перална на пари. Господине Грчев, колку чини овој проект Скопје 2014 година, излегува со неколку цифри. Најмалата цифра беше некаде 80 милиони евра, која кажува владините представници, опозицијата велеше некаде околу 200 милиони евра. Се појави експерти кои рекоа дека со сите тие комунални пропратни објекти тоа треба да чини повеќе од 200 милиони евра. Се работи за најбескрупулозно крадење на јавни пари кои што и се случил на овој народ. Ќе ви направам сметка. Зградата на Уставниот суд, Ова што е што се гради, од што левиот брег, што веќе почна се гради, 23 милиони евра беше процената. 23 милиони евра е договорот со изведувачката куќа. Тој е објавен. Кој изведува таа работа? Па јас мислам дека градежното предпријатие Гранит ја изведува. Значи Гранит има повеќе договори со владата, ако не се лажам, случајно лани или преклани некоја сума 120-130 милиони евра. Гранит направи една серија на договори, јас мислам дека поголем дел од нив се за овие супраструктури, значи за овие згради. Не ми е познато за што се подпишани тие договори и колку што слушнав. Куќата на мајка Тереза и така натаму. Се работи за сума од 120 милиона вкупно по различни договори. Меѓутоа да ви ја направам сметката за Уставниот суд. Зградата има 13.000 нето квадрати. Секој кој што има некаква врска со градежништво знае дека градежната вредност на квадратот, доколку се работи за стамбен простор, кој што е поскап, никогаш не надминува 600 евра, значи во луксузни згради, а деловниот простор е поевтин. Значи, оваа зграда од 13.000 квадрати не може да чини повеќе од 8-9 милиона. Не може да чини повеќе од 8-9 милиона. Не може да чини градежната вредност, а договорот кој што е подпишан е на 23. Што значи тоа? Да речеме дека ова нето површина од околу 13.000 метри квадратни, тоа значи опремена, изградена во форма на карабина или со тие столарски внатре, градежни, паркетарски? Па договорот, тој може и да се провери врз основа на тендерска документација за клучна рака, тоа се подразбира готова зграда. Значи готова, со паркет. Со комплетни обработка на зидови, подови, инсталации, осветлување и така натаму. Значи тоа е клучна рака. 7 до 8 милиони евра. 1000 евра квадрат таква деловна зграда, доколку биде, би требало да биде цела во оникс, гранит, мермер, стакло и титаниум, да не речам сребро и злато. Значи, цена од 1000 метри по квадрат би произледала од 13 милиона, пак ќе им остане 10 милиона да делат. Значи, и најскапата градба, като доникс, титаниум, мермер, стакло, убаво, ќе чини некаде 13 милиони евра. Пак значи останува 10 милиони евра. 10 милиони евра чист капитал. Тоа не е перење на пари. Тоа е валкање, односно крадење на пари, затоа што потеклото на парите е буџетот на Република Македонија. Тоа се народни пари. Сума сумарум постојат два проекта Скопје 2014, едниот финансиски кој е во интерес на власта и вториот кој е архитектонски и кој професорот Грчев нарекува дека е всушност една дивоградба во центарот на Скопје. Тоа се огромни количества на пари. Вистинските пари се 50% од она колку што владата троши на тендери, тогаш можете од буџетот да ги земете тие 400 или 700 милиони евра одредени за различни видови на договори од овој тип и слободно половината ќе биде профитот на владеачката гарнитура. Значи Скопје 2014 како градежно чедо нова влада може да биде срушена, ама Скопје 2014 како финансиско чедо нова влада веројатно никош нема да може да биде срушено и ќе заврши на некои адреси по некои екзотични острови, претпоставувам. Среќа за Македонија е да заврши по екзотични острови, тој огромен капитал, затоа што јас мислам дека
ова прагматична влада во таа смисла на зборот, голем дел од тие пари ги реинвестира во своето владење. Па разни хотелски окти, разни болници, Во корумпирањето на луѓето, плаќање, реклами, изборни циклуси и така натаму. во одржување на платенички војски, на црнокошуљаши. Некаде 2 до 5000 луѓе се смета дека по разни кафичи, дукјанчиња, експозитури работат низ Македонија, Така да и тоа е она- војската на таа партија. Она што мене најмногу ме плаши е дека таа огромна сума на пари од државниот буџет практично се финансира во одржувањето на оној апарат и војска што го застрашува народот и што го одржува ДПМН на власт. Во раце, почитувани гледачи, држам фактурата за увоз на тие кинески автобуси, која веројатно остава простор за сомнеш дека можеби увозот на тие кинески автобуси во Република Македонија требало да чини некаде по околу 100.000 евра повеќе и поскапо, во споредба со можниот увоз и извоз на тие кинески автобуси било каде на друго место на светскиот пазар. Некаде пред пола година партијата Обединети за Македонија излезе на пресконференција ги презентира тие податоци и подоцна тендерот беше раскинат. Господине Дашевски, вие како Обединети за Македонија имавте 2 или 3 пресконференции на кои ги проблематизиравте тие набавки на кинески автобуси некаде пред 1 или 2 години за одредена сума која е за 100.000 евра според вашите тврдења поскапа од официјалната цена по која тие кинески автобуси се продаваат на останатите пазари. Ние дојдовме до оригиналните документи од кинеската компанија, Значи, таа што победи на тендерот. што победи на тендерот. Од кај ви се тие документи, како сте дошле до тие документи? Тоа се, значи, мислам дека не е тешко да се набават тие документи, затоа што секој може да побара од нив да им поради соработка да им ги прати документите. И според тие документи, кои се вашите информации, дека Да. тие кинески автобуси тука требаше да чинат некаде околу 170.000 евра по едно парче автобус, а дека сумата која вие претпоставувавте дека е реална некаде за 100.000 евра по автобус помалку. По автобус, да. И се работи за разлика во цената од некаде 30 милиони или 25 милиони евра. Излеговте во на зависност од другите трошоци. Излеговте на пресконференција и беше Излеговте поништен 3 тендерот пати, после тоа. После тоа, мислам дека после првата пресконференција веќе второстепената комисија на влада го поништи тендерот. Случајот со автобусите или набавка на автобусите за потребите на градот Скопје имаше неколку серии, неколку серијали. Во еден или два од тие серијали и вие интервенирате, поништен е тендерот. Во овој случај, значи, јавно беа консумирани некои наводи дека станува збор за тендер кој што е со намера да биде местен, Да биде фаворизирана една од страните една на од тендерот. страните на тендерот и така натаму. Такви информации доаѓаат до вас како антикорупцијска комисија? Не, значи ние оформивме предмет и баравме од Министерството за транспорт и врски да ни достави информација за целокупната постапка, тендерска постапка. Испаѓа дека Министерството за транспорт и врски ви е најверен клиент. Значи, најмногу постапки сте покренале токму против тоа министерство. Или сте истражувале што се случува таму? Зависи како гледате тоа. Знаете, имаме коректна соработка која ќе се обратиме, значи ни доставуваат информации. Друга е содржината на информациите. Во конкретниот случај, тие ваши индикации дека нешто не е во ред и дека некој може да е фаворизиран во рамки на тој тендер, до каде дојдоа? Беа потврдени, ние побаравме да се поништи и постапката беше поништена, како што знаете. Говорам за вториот пат, сега веќе мислам дека третиот пат и успешен веќе е тендерот. И за овој тендер има одредени информации дека постојат одредени Ако има такви, нелогичности. ние повторно ќе пројавиме интерес. Значи, вие имавте во едната од фазите на постапката интервенирано и тој тендер беше поништен. Да. Значи, вашите проценки се некаде за 25 до 30 милиони евра, ќе требаше да се платат повеќе средства отколку што ќе вредеше реалната сделка. На што го базирате тоа? Ние го базираме тоа бидејќи оригиналната фактура за тој тендер е $47.000, што е се негде околу 30 и нешто илјади евра. За што е се тие 47.000 Тоа долари? е за каросеријата, за автобусот. Школката на за некој школката начин. на автобусот. Додека втората фактура е некаде 20.000 евра за мотор. Значи за моторот. Тоа се околу 50 и нешто илјади евра и рачунаме, ставаме дури 10.000 евра, макар да не е, верувам дека е толку на монтажа, и 10.000 евра ставаме на транспортни трошоци, тоа се околу 70.000 евра. Значи вкупно може да чини 70.000 евра, Да, а требаше да имаат продадени по цена околу 170.000 евра. Еве и плюс 10 да се додат, пак се 90 и затоа ние рековме дека се работи за некоја сума од околу 25 милиони евра.
Станува збор за 3 тендери, почитувани гледачи. Овој тендер за кој денес станува збор е вториот тендер, кој всушност беше укинат и раскинат по барање на антикорупцијската комисија, која сметаше дека постојат одредени елементи кои фрлаат сомнеж дека можеби сите тие работи во рамки на тој тендер не беа докрај чисти. И вие мислите дека ако вие не го направите тој прес, дека владата ќе си го потпишеше тој договор со кинеската фирма? Па договорот, значи тендерот веќе помина, беше усвоен како најдобра понуда. Значи тоа беше завршена работа и симптоматично е што после кога се поништи тендерот никој не се жалеше. Значи се очекуваше трет тендер каде што ќе состојбата ќе биде слична. Како некоја шпанска серија има заплети и расплети целиот тој случај на така наречена хотелска окта, односно станува збор за таа локација кај што треба да биде изграден хотел некаде од типот на Резидорс хотелите во близината на трговскиот центар Рамстор. Вие го отворите случајот со хотелска окта, значи приказнате дека дел од македонските бизнисмени според ваше толкување стојат зад одредена странска компанија која добива ексклузивно и атрактивно земјиште во центарот на Скопје, веднаш позади Рамстор, со идеја дека треба да гради тамо хотел од некоја висока категорија Резидорс хотелите, и тоа не се случува. Бевте тужени, изгубивте тужбата, сега излагате со дополнителни информации. Што е за вас случајот хотелска окта? Па тоа е класична злоупотреба на тендерската постапка од страна на министерот Јанакиевски, кој што е влезен во некоја шема, не верувам дека тој го смисли тоа, тој нема капацитет да го смисли тоа, да се обидат парите што ги имат заработено овде некои структури, да ги извадат надвор и како странска инвестиција да ги вратат назад во Македонија. Интересно дека го губите тој судски спор, меѓутоа и антикорупцијската комисија застанува зад Министерството за транспорт и врски и вели дека целата постапка е легална. Добро, антикорупцијската комисија застана за сите случаи во оваа држава, за оваа влада, но против тоа зборува Транспарентност Македонија или најдобар доказ е британските часописи што опишуваат за таа сделка. Сега вашите анализи, ваше тврдење се дека преку некои екзотични острови тамо некаде во Холандски Антили во Атлантскиот океан е направена фирма човек и преку таа фирма човек всушност одредени бизнисмени или се калкулираше, се шпекулираше дека тоа е фамилијата Камчеви или луѓе блиски до фамилијата Камчеви инвестираат на тоа атрактивно земјиште. Прво ја формираат во Лихтенштеин за уште малку да ги доисперат парите, па потоа ја префрлуваат фирмата во Холандски Антили, потоа ја носат во Англија и оттаму ја враќаат како странска инвестиција во Македонија. Па тоа е доста софистицирана операција како гледаме, значи Лихтенштеин, па Холандски Антили, па Англија. Па изборот на банката која што е направена во Лихтенштеин според оценка на британскиот часопис е најквалитетната, значи очигледно треба да вложиш многу за да ја добиеш најквалитетната банка за офшор компании во Лихтенштеин. И добро знаеме ли што ќе се гради денес точно на таа локација? Па веројатно ни Мијалков ни Камчев не знаат што ќе се гради таму. Бијќи требаше да биде хотел Резидорс, испадна дека тој градел само еден хотел во некој градче во Тоа е една мала компанија во Англија и единствениот услов единственото алиби што го имаше министерот Јанакиевски кој одлучувал дека треба таа компанија да го добие да биде победник или да го добие атрактивното земјиште, таа веќе година дена надвор од конзорциумот. Во оној дел дека можеби зад таа фирма Резидорс всушност стојат македонски инвеститори, антикорупцијската комисија всушност не правеше анализа. Не, направивме анализа, дојдовме до заклучок дека всушност фирмата која што се јавува во овој случај има склучен договор со Резидорс, ланецот на хотели, кој што изградиле всушност врз основа на таков договор еден хотел и вториот би го изградиле во Скопје. Значи, и сето тоа било дозволено во објавата, во огласот за продажба на земјиштето. Според последните случувања или според последните обвинувања во рамки на таа шпанска серија хотелска окта, сега парите се префрли на одредена фирма со седиште во Лихтенштеин. Подоцна тие пари од Лихтенштеин се префрлат на Холандските Антили, се враќаат во Велика Британија и подоцна од Велика Британија кој странска инвестиција се враќаат во Република Македонија. Тоа станува збор за некои 10 до 15 милиони евра. Особено ако сега кога ќе заглават го направат она што веројатно и ќе го направат, тоа е дека ќе го пренаменат во стамбен простор и заработката ќе биде можда и поголема. Стамбен простор во центарот на Скопје не може да чини деловен објект, да. Не може да чини под 1.500 евра по квадрат. Апсолутно. Со некои 10.000 метри квадратна површина, тоа е веќе огромно количество на пари. Апсолутно. Како очекувате да заврши таа хотелска окта? Како окта некаде на некој меѓународен суд? Не очекувам дека јавниот обвинител и зашто и самиот поведе иницијатива дека е искрен и дека ќе го разреши овај
ланец на Валкан Капитал од Македонија према странство и потоа вратен назад како наводна странска инвестиција. Вие се видовте со едниот обвинител на негово барање, покажа заинтересираност за случајот? Покаже и заинтересираност и спремност да излезе на крај со овие манипулации. Се појавува ли во тие ваши документи некое македонско име кој стои за целата оваа работа? Не, единствено целата логистика овде и потврдење на самите инвеститори е на Скупи безброј, каде што беше претходно Орка Холдинг компанијата. Тоа е на истата компанија која демантира, па потврди, па пак демантира кинезите дека стои за таа набавка на автобусите, тоа истата она компанија која стои за изградбата на комплексот медицински Систина? Да. Случајно, претпоставам, господине Макрадоли? Па веројатно. Транспарентност Македонија проценува дека изминатите 3 или 4 години владата на Република Македонија за потребите на своји рекламни кампањи потрошила некаде помеѓу 50 и 60 милиони евра. Господи Михайловска, Транспарентност Македонија проценува дека некаде 56 милиони евра владата има потрошено на разни рекламни кампањи со кои се велича ликот и делото на премиерот и работењето на таа влада. Дали таа бројка за вас е коректна бројка? Па јас мислам дека никој нема точна бројка колку се потрошени за реклами, зашто дури ревизорот не успеа да најде. Бидејќи не само владата, него имат и министерствата, агенциите, па дури јавните предпријатија, ЕВЛ, значи сите имат кампањи. Па дури партијата ВМРО-ДПМН прави рекламни кампањи во име на владата. Да. Таа рекламна кампања 24 часа дневно, работиме 7 дена во неделата, која се вртеше толку интензивно на македонските телевизии и на македонските пишени медиуми, ја платила наводно ВМРО-ДПМН. Значи не македонската влада. Значи државниот ревизор да направи кампања, ревизија колку е потрошено не само владата, те владата ќе најдете нели еден податок, Агенцијата за странски инвестиции ќе најдеме нели друг податок, меѓутоа вкупно сите министерства колку потрошили, сите агенции, сите јавни предпријатија, тоа може да се направи само преку тематска ревизија. Бидејќи има толку реклами. Или ако да речеме, ако Комисијата за спречување на корупцијата, ако веќе сега сака навистина да утврди тој износ од сите, има надлежност да побара. Комисијата, антикорупцијската комисија има на 2 пати побарана, третиот пат по нивните информации веќе добиле за 9 кампањи кои чинат некаде меѓу 3,7 и 3,8 милиони евра, тоа се за околу 9 кампањи и се појавуваат имиња најчесто на 1 до 2 фирми кои имаат блиски односи со владата. Да, тоа е оно што јас го уочив. Значи секој се појавува една фирма, најчесто, или две, евентуално, и тоа е на проблемот кој што треба да се утврди. Дали на вистина тоа била најповолна цена, економски нели најповолна, или била најниска цена. Која е причината што едни исти фирми добиваат? Значи немате конкуренција, немате еднаков третман. Тие исти фирми добиваат и кога ВМРО беше опозиција на ниво на државата, и тоа е многу сомнително. А беше власт на ниво на градот Скопје. По одредени јавни предпријатија кои ги водат сега одредени прваци од редот на ВМРО-ДПМН, министрот Милена Кевски и другите, на тие исти фирми им дава рекламни кампањи да водат, не знам, во име на паркови зелени или некои други јавни предпријатија во градот Скопје. Да, точно имате право, значи се појавуваше точно како изготвувач на кампањите за тие јавни предпријатија градските. Се појавува значи нон-стоп една иста фирма која што постои сомневање дека е поврзана. Инаку кои се критериумите зошто повеќе фирми да не учествуваат, во кој што би се остварило оној принцип кај јавните набавки, нели, да имате фер конкуренција, да имате избор и да имате еднаков третман на сите. Таа иста фирма ја водеше кампањата на Сашо Керев 2004 година, ги воде некои други кампањи за изборите на ВМРО-ДПМН и тука остава сомнеш дека можеби таа поврзаност се можеби и финансиска, а не само одредена професионална од делот на комуникација владата како нарачател и таа фирма како клиент, односно партнер на целиот тој процес. Видите, ако сакаме да ги следиме нели европските стандарди, бидејќи ние сме задолжени како земја кандидат, таму е сомнително дали едни исти набавувачи значи цело време или во најголем број на случаи добиваат тендери кај исти договорни органи. Добро, не ви предизвика сомнеш да речеме една или две компании најчесто се јават. Да, колку користици на тие 3,8 до 4 милиони евра? Има 3-4 компании што се појавуваат во очигледно станува збор за компании кои што различни аспекти на кампањата претпоставам блиски до владата, инаку не би ги добиле. Така. Очигледно станува збор за компании, за фирми кои што се специализирани за таа работа и се пријавуваат на тендерите, бидејќи со оглед на тоа што тендерите се јавни. Знаете, никому во државата не може да му спречи да се јави на некој тендер. Добро, вие ко председател на комисијата, господин Салами, да. не имате сомнеш
дека тука можеби не е све најкоректно направено? Значи, кога прво го прочитав ова, одговорот ми се појави една фирма 2-3 пати во одговорите на владата. Мислам дека стануваше збор за ин-маркетинг агенцијата. Кој се во неколку кампањи. Да. Дури после своето трето или четврто писмо антикорупцијската комисија кој го има испратено до владата на Република Македонија доби одговор колку пари се потрошени за дел од тие рекламни кампањи. Според одговорот на тоа писмо, некаде за 9 рекламни кампањи владата потрошила околу 4 милиони евра, додека за кампањата 24 часа дневно работиме или 7 дена во неделата, всушност владата не била финансиер, туку тоа била партијата ВМРО-ДПМН. Вие значи имате сега податоци за некои 9 до 10 кампањи, не за сите кампањи што се правени од страна на владата. За она кампања 24 часа дневно, 7 дена во неделата, имате ли податок колку пари се потрошени од страна на владата? Значи, токму за таа кампања ние добивме, значи како и за другите кампањи, за таа кампања добивме одговор дека владата кампањата 24 сата кроз 7 дена во неделата не потрошила никаков вид на средства, ради тоа што таа и не била кампања спроведена од страна на владата. Туку на ВМРО-ДПМН. Па очигледно од политички субјект надвор од неа немаме таков одговор, ама со оглед на тоа во јавноста како беше спроведена, очигледно дека од политичкиот субјект ВМРО-ДПМН. Повеќе од 20 милиона евра владата на Република Македонија, градот Скопје и општината Центар треба да потрошат за изградба на тие 24 споменици во строгиот центар на нашиот главен град. Господо Кареска, колку пари ќе се потрошат за овие споменици во центарот на Скопје? Ние разговаравме пред 2 години, први отворивме ова дебата и ова тема, денес се спомнат некои цифри над 20 милиони евра кои ќе треба да бидат потрошени за изградба на тие 10 до 15 споменици во центарот на Скопје. За сите овие споменици до сега, она што барем е познато, сигурно дека имаме и многу непознаници, како и во многу работи. Официјално ќе се општината Центар само ќе потроши околу 24 милиони евра. 24 милиони евра. 24 милиони евра. Тоа се пари предвидени во буџетот на општината и дел префрлени од буџетот Министерството за култура во буџетот на општина Центар. Многу пари се тоа? Не само да се многу, меѓутоа се и премногу пари. И ако земеме по години, да бидеме по-конкретни, за 2007 и 2008 веќе се потрошени 10 милиони евра, колку што е платен и дел од долгот кон во Фиренца. Значи, оние кои што ги лијат леарницата во Фиренца, значи се платени 10 милиони евра до сега. Ако денес прошетаме по центарот на Скопје, во тоа централно градско подрачје, ќе видиме дека се поставуваат постаменти барем на 6 до 8 споменици. На крајот таа бројка ќе стигне веројатно до 20, ако не и повеќе. За која сума на пари станува збор? Оправдан е впечатокот дека се работи за една голема и добро организирана државна перална за пари. Тоа е проектот Скопје 2014, според мене. Транспарентност Македонија реагираше на тој проект, смета дека не се запазени воопшто процедурите, дека нема транспарентност во трошењето на средствата и дека не се гледа каде завршуваат во најголем дел тие средства. Точно, значи мистеријата за целата таа финансиска конструкција останува и загрижува фактот што и самата општина Центар, градот Скопје, како и владата на Република Македонија не даваат одговор колку сето тоа ќе чини. Дури на граѓаните, еве и на Транспарентност Македонија, не ни се верува дека владата влегла во таков проект без да знае колку тој ќе чини. Колку чини споменикот на Никола Карев? Еве јас сакав, значи, некои да направиме паралели заради на јавноста да и биде посликовито, појасно. Значи, споменикот на Никола Карев, само неговата изработка, а има и пред тоа пари кои што се трошат за награди, за оценувачите. Ке ги анализираме, значи само изградбата на споменикот. Само подигањето на споменикот ќе кошта некаде околу 800.000 евра за споредба. 800.000 евра. Да, значи, кој што ќе биде коњаник. Значи Никола Карев, на конј 800.000 евра. 800.000. За споредба, значи исто така, Скендербек, кој што исто така е на конј, нели, големината, димензиите од прилика габаритноста е тука. Тука некаде, коштал 60.000 евра за изработка и 22.000 евра за транспорт, монтирање и царини. Од Албанија
во Македонија. Македонија. Значи 10 пати помалку од она колку што ќе чини Никола Карев на конј кој што ќе стои пред собранието. Што значи дека многу пари се вртат околу овие споменици. Апсолутно. Многу пари веројатно завршуваат во џеповите на блиски партиски луѓе на ВМРО ДПМН. Има 3 фази. Ние почнавме можеби од таа што е после на тоа изградбата. Претходно постојат одредени фази на оценување и на изработка на проекти. Значи, и тука се прават исто така големи пари околу целата таа работа. Дури парите почнуваат со распишување на конкурс. Значи процедурата се распишува конкурс. Се распишува конкурс, по распишувањето на конкурсот се формира комисија, конкретно во општина Центар, од 9 члена, меѓу кои одредени ликовни уметници и незаменливиот Паско Кузман. Значи Паско Кузман е во сите комисии. Во сите комисии. Зоран Тодоровски претпоставам од архивот на Република Македонија. Да, исто така, и тој мора да учествува. Не знам само што тој оценува, колку што мене ми е познато, не е нити историчар уметност. Веројатно влијанието на Тодор Александров врз изградба на спомениците во Македонија. Сигурно, ако е некоја таја повезано, затоа што да, точно со таа проблематика тој се занимаваше цел живот на тоа, го посвети. И тие, значи, меѓу себе, тие 9 луѓе, за тоа што оценувале 10 идејни решенија, поделиле хонорар од 40.000 евра. Значи, секако дека најзаслужните делиле повеќе, по 7, 8 и повеќе илјади евра. Постојат најмалку 3 фази во тој процес на изградба на тие споменици во Строгиот центар на Скопје. Првата фаза е распишување на конкурсот и врз база на така распишаниот конкурс подоцна се делат некаде помеѓу 4-6 награди. Да речеме само за конкурсот за изградба на споменик на војводата Карпош, првата награда добила некаде околу 15.000 евра. Втората фаза е оценка на тие конкурсни доставени решенија. Постои одредена конкурсна комисија составена од 9 члена и тие поделиле помеѓу себе некаде околу 40.000 евра. Се разбира, начело на тие конкурсни комисии во рамки на општината Центар се наоѓа неизбежниот Паско Кузман. И третата фаза е подготовка на веќе добиеното решение, веќе победникот на тој конкурс за изградба на спомениците. Се претпоставува дека некаде околу 65.000 евра чинат трошоците за изградба и подготовка на проектот за реализација на споменикот на Александар Македонски. Например, македонскиот ајдутски водач Карпош, како што тие го наречуваат, за него има поделено неколку награди. И тоа една прва награда, една втора награда, трета награда, 2 откупни награди и обештетување на 9 уметници, вкупно над 17.000 евра. Првично беа предвидени некаде околу 20 милиони евра за реализација на тој проект Компјутер за секој дете. Подоцна целиот тој проект од страна на компјутерските експерти беше означен како едно големо компјутерско промашување. Транспарентност Македонија калкулира со некоја бројка од околу 20 милиони евра. Се претпоставува дека сега е многу поголема, бидејќи имаше 2 или 3 турноса на набавка на компјутери. Кои се вашите анализи и кои се вашите истраги? Што се случи со тој проект? Па ја мислам, она што они калкулира дека тоа е стар податок, некаде 2008 година, од кога почна, 2007 мислам дека почна овој проект. Па ова е од оние големи, да речеме, промашени проекти. Ако земеме кои се принципите, нели, задава, прво, без да извршите некоја анализа, студија за одреден проект, ова е огромен проект во кој што се потрошени, ја мислам дека повеќе од 20 милиони. 20 милиони евра. Апсолутно најмалци, меѓутоа мислам дека се повеќе. Господине Макрадули, таа акција Компјутер за секој дете се проценуваше некаде на 20 милиони евра. Тоа го пише во ланскиот извештај на Транспарентност Македонија. Подоцна се направи и некои нови набавки на компјутери, така што вредноста претпоставам дека е дополнително зголемена. За која сума станува збор според вашите некои анализи? Би сакал да ме потсетам дека владата тргна со буџетски средства од 8,5 милиони евра. Во овој момент трошоците се 40 милиони евра. 40 милиони евра на закрета Компјутер за секој дете. Да, заедно со тука влегуваат и онаа помош што ја добија од Евана, од Телеком околу 4 милиони евра. Значи целиот проект чини околу 40 милиони евра. Што е веројатно едно од најголемите во наводници инвестиции во Република Македонија. Едно од најголемите, но едно од најнеуспешните. И ако веќе ги гледаме тие анализи што се прават, тоа значи дека таа кинеска фирма Хеар требаше да биде вклучена во ланската изборна кампања, нели рече дека ќе инвестира во рамки на Република Македонија, донесе тука направи лопати без малку подоцна не излезе ништо од целата таа работа и дали тоа остава просто за одреден сомнеж дека може би имале одредени договори. Апсолутно, тие во втората набавка на компјутери испаднаа победници со понуда негде околу 16,5 милиони евра. На отварањето на понудите се случи сабајле, попладнето отидоа
наводно отворија фабрика во Бунарчик. Ја гледаме таа фабрика или Бунарчик 2 ќе биде? Па веројатно ќе треба да почекаме Бунарчик 3 да се отвори, па таму веројатно ќе дојде. Денес, според сите проценки, тој проект компјутер за секој дете кој првично требаше да чини некаде околу 20 милиони евра, денес чини повеќе од 40 милиони евра. 40 милиони евра, тоа е многу голема пара за Република Македонија, посебно на вакви услови. И ако направиме одредена проценка дека едно работно место чини некаде од 2 до 3.000 долари или да ставиме 2 до 3.000 евра, тоа значи дека некаде околу 20.000 работни места може да бидат отворени само со една ваква акција ако парите беа пренаменети за тоа. Апсолутно, или да направат фабрика за извоз на софтвер од Македонија, бидејќи во Македонија има исклучително квалитетни лица кои работат во IT секторот. Во моментот кога го потпишаа договорот, до моментот дори стигна компјутерите, поминаа повеќе од една година. Што значи дека цената и вредноста падна веројатно барем дупло. Во моментот кога владата потроши 24 милиони евра, тоа на пазарот чинеше 12 милиони евра. 12 милиони евра, значи завршија некаде на некое друго место. Некаде низ како струјата кај што го бира најлесниот пат, така веројатно и оваа влада парите ги бира на најлесниот пат. Како велат, трансферот на струјата се губи 30% по пат. Да. Предпоставам дека и на трансферот на компјутерите по пат некаде се изгубило. Да, бидејќи слушам пред некој ден на ноќната седница на владата, министерот кажа дека набавиле нови уреди. Нема ни тендер, веќе не ни се трудат да има тендер, бидејќи првиот беше коруптивен, веќе не ни се трудат да организираат тендери, бидејќи се знае кој е победникот. Значи, дека целата таа акција, може би по вредност би била и поголема 40 милиони евра. Апсолутно, да. И ако некој толку упорно сака да го турка тој проект и го турка тој проект, а гледаме какви ефекти, тоа сигурно развија сомнеш. Апсолутно сериозни сомневања дека нешто не е чисто. Само од еден паркинг во центарот на Скопје годишно се заработуваат кеш пари во вредност од околу пола милион евра. Во строгиот центар на нашиот главен град има некаде околу 20 паркинзи и тие се поделени на луѓе блиски до владачката коалиција на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Јас како пример ќе ви кажам дека паркингот кој што се наоѓа кај лотарија на Македонија и покрај ТЦ Плаза го користи во моментот Технометал. Значи, на годишно ниво тој паркинг носи некаде бруто заработувачко околу 500.000 евра. Пола милион евра носи само еден паркинг во центарот на Скопје. Да. Тоа е големо количество на пари. Да, видите, ние како град имавме обврска да го превземеме паркингот уште пред неколку години. И тоа не се случува? Не се случува. Јас ги имам прашано инспекторите од инспекторатот на градот Скопје зошто ние не го превземаме паркинг. Што велат градоначалникот не дава налог? Велат, ние сега дека не добиеме наредба од градоначалникот, не сме да преземеме никакви мерки. Само во центарот на Скопје има 20 паркинзи, поделени се некаде 20 катни гражи, тоа е голем систем. Исплатлив бизнис, очигледно. Вие отварате ова условно речена афера со Макоил и со паркингот или подземната гража која треба да се гради тука лево од нас пред собранието на Република Македонија. И чиј влез подземен, кон подземната гаража, ќе врви точно под влезот пријавница. На собранието на Република Македонија. Република на Македонија. Затоа го поставив прашањето. Има ли безбедносно мислење од страна на Министерството за внатрешни работи? Многу мина велат, не е проблемот во безбедност, проблемот е во финансиите. Бидејќи тој објект ќе треба да биде платен условно речено некаде околу пола милион евра, по сите проценки во наредните 20 години ќе му обезбеди некој чист профит 15 милиони евра. Милиони и пол евра годишно. Веројатно има систем во целата таа операција за издавање дозволи за изградба на катни гражи, изградба на паркинзи за одредени киоски кои треба да никнуваат во општините кај што на власт се ВМРО, ДПМН и ДУИ. На тој начин партиите на власт веројатно ќе имаат контрола врз тие кеш средства во Република Македонија, ќе биде формирана една армија на приврзаници некаде околу 10 до 15.000 на луѓе кои ќе бидат лојални на партијата и кои ќе бидат основа за добивање на идните парламентарни избори. Се говори некои 20 паркинзи постојат безмалку во тоа централно градско подрачје на Скопје, дека ако не функционира таа коалиција помеѓу ДУИ и ВМРО на централно ниво така добро, на ниво на градот функционира беспрекорно, посебно во делот на паркинзите, и велат од таа страна на Вардар, ако прошетате, ќе знаете кој командант, кој паркинг го има под своја контрола. Добро, ова што вие го велите е јавна тајна во Скопје, дека Скопје е поделено на лев и десен дел. На паркинзи од оваа страна и паркинзи од оваа страна на Вардар. Значи, еве, во оној извештај кој што ни е доставен нас, паркинзите кои што се преку Вардар ги контролираат
физички лица кои што немаат ниту фирма, нити имаат склучено со некој договор. Они прават готови пари, кеш пари, на белешка, не на фискална кои се сметка. важни за сите политички партии, бидејќи со тие кеш пари може да се влијае на избори, да се даде вамо 100 евра, да се даде тамо 100 евра, и тоа ја прави силна таа партија која контролира тие кеш пари во Македонија. Видете, јас колку што сум запознат, од другата страна на Вардар ги контролираат командантите на она. Од оваа страна на Вардар, од оваа страна на Вардар, доколку не се членови на ВМРО ДПМН, тогаш се луѓе кои што, верувам, соодветен процент донираат некаде. На партијата. Па повеќе од сигурно. И ако тука ги додадеме тие катни гражи што се градат во Скопје, тој систем на кафичи и на доќанчиња кои сега се обидува некој да ги стави во други сопственички раце, доаѓаме до една голема армија од 10.000 луѓе кои се зависни од политиката и кои треба да ја вратат на политиката за такви бенефити кои таа им ги овозможува. Не само да ја вратат на партијата која што тоа им го овозможила, тоа значи дека доколку нивната партија падне од власт, нивните работни места висат. И висат екзистенциите на нивните семејства. И тоа е клучното предпоставка. Повеќе од сигурно во Македонија мора да сте во политиката за да можете да преживеете. Зборувам за обичниот граѓани. Тој паркинг или таа катна гража, или како да го наречеме објектот, треба да биде на 2 или на 3 нивоа, треба да има некаде околу 220 до 250 паркинг места. Значи тука околу паркингот гравитираат неколку институции, Собрањето на Република Македонија, Министерство за надворешни работи, Домот на Арама, Државен завод за статистика. Иако теоретски претпоставиме дека тој објект ќе склучи ексклузивни договори со сите овие субјекти државни, тоа значи ќе има на чисто заработувачки, нема опште да размисла дали некој ќе се паркира или нема да се паркира таму. Некој му обезбедил не само користење по вонредно ниска цена на централно градско подрачје, туку и однапред обезбеден пласман на услугата. Толку катни гражи не се прават во Њујорк. И ако вие ги прашате луѓето кои владеат со Њујорк, каде се прават парите, па дури од мафијата ќе ви речат од ѓубрето, односно сметот, од паркинзите и катните гражи. Така е, во право се во целост. А ние го подценуваме тој бизнис. Па не го подценуваме, меѓутоа досега веројатно досега се немаше фрлено око на паркирањето. Затоа што паркирањето е голем бизнис во светот. Еве, земете го нашето обкружување. Колку чини едно паркирање? Еве, за пример, ќе ви дам дека во Софија едно паркирање чини од саат време 1 евро. Да, некаде дури 2 евра во централното подрачје на Софија. Во Белград е некоја слична сума. Така. Тоа се огромни пари кои што се вртат. Според проценките на власта се потроши некаде околу 3 милиони евра. Според проценките на Транспарентност Македонија се потроши некаде помеѓу 5 и 6 милиони евра во тој процес на фискализација или таа патриотска фискализација на македонските трговски субјекти. На крајот на краиштата сите тие пари завршија во фирми блиски на власта. Некаде пред 2 години беше многу актуелна таа афера или целата таа операција на фискализација со патриотски фискални сметки на македонските правни и стопански субјекти кои работат со таа непостарна продажба. Некаде стануваше збор за околу 55.000 субјекти. Тие патриотски фискални сметки или софтверот кошташе или чинеше некаде околу 2300 денари до 50 евра и стануваше сума за некоја бројка од околу 3 до 3,5 милиони евра. Значи, според нас стануваше збор за некоја сума од 5 до 6 милиони евра. Целата операција. Целата операција, така. И знаеме во кој период сето тоа беше замислено да се одвива и се одвиваше, значи пред во периодот кога се спрема парламентарните избори, така, предвремените избори. Да, предвремените парламентарни избори во Република Македонија. Значи, 55.000 субјекти сменија фискални каси и фискални сметки, да, или ги надградија со софтвер со патриотски фискални сметки? Така, ги надградија со патриотски, за жал, како и многу други проекти што на владата на Република Македонија, и тој проект падна на Уставен суд. Сите ја предупредува владата дека тој проект веројатно ќе падне на Уставниот суд, меѓутоа владата беше упорна и одеше до крај. И на крајот некаде декември 2008 година Уставниот суд ја укина таа уредба и мерка. Така ја укина, за жал 2,5 години од сега. Еве, денеска сме сведоци дека се уште ги добиваме тие патриотски фискални сметки, значи се уште не се сменети, односно таа одлука не се, за жал не се почитува.
Во раце, почитувани гледачи, ја држам одлуката на Уставниот суд на Република Македонија од 17 декември 2008 година, според која одлука како неуставна се оценува целата таа постапка за патриотска фискализација на трговските субјекти во рамки на Република Македонија. Неколку фирми се спомнува, најчесто Акцент компјутери, тоа е фирма некаде на 50 метри од нас. И имаше Давид компјутери, Мак Петро, така, но тоа најчесто се спомнуваше Акцент компјутери. Ние не поведовме специјално истрага за таа фирма, меѓутоа наводите се дека повеќето апарати се сервисира, односно софтверот беше преку таа фирма одеше. Па дури македонските медиуми подоцна почна да прават одредени шпекулации, нели, одредени инсинуации да вадат на површина, прават одредени прилози и веле дека канцеларијата на министерот за информатика Иво Ивановски се наоѓа само на 10 метри до канцелариите на Акцент компјутери. Да, во тоа време повеќе не е таму, меѓутоа во тоа време беше таму канцеларијата. Па дури имаше одредени шпекулации дека поранешниот министер за образование Перо Стојановски, сега ако не се лажам амбасадор во Австралија, на функцијата министер за образование дојде токму од фирмата Акцент компјутери. Не знам за тоа. Што оставаше некој простор за сомнеш, за некоја блискост на таа компанија, веќе таа компанија, ако не се лажам, ги правеше и тие први процеси на фискализација кога Груевски е министер за финансии во владата на Лјупчо Георгиевски. Да, значи јас во тој период не бев директор на Транспарентност Македонија, значи не се занимавав баш во оваа област, меѓутоа да, како што имам читано во некои медиуми, да, има и такви наводи дека вашето тврдење е точно. Значи, сума сумарум 6 милиони евра отприлика. Од 5 до 6 милиони евра. Беа потрошени за таа патриотска фискализација на македонските. Така, беа оштетени граѓаните, односно трговците, како и буџетот на Република Македонија, затоа што тие пари не се врати, требаше буџетот на Република Македонија да ги врати на трговците. Меѓутоа завршија се знае каде, во политичката партија. Останете со нас и по рекламите, опростете финалето на нашето вечерашно досие на тема кои се 10 модели како власта ги прави или ги пери своите пари. Некаде околу 30 инспектори од јавното претпријатие Македонски шуми во еден ден треба да проверат дали на одредени 17, 20 или 30 локации во рамки на Република Македонија може да бидат засадени некаде околу 7 до 7,5 милиони садници во тек на еден ден. Колку инспектори има јавното претпријатие Македонски шуми? Бидејќи се шпекулира со последната акција кога беа насадени наводно 7,5 милиони садници на 77 локации, во Република Македонија има во Државниот инспекторат за шумарство околу 25-26 инспектори. Еве 30 инспектори да земеме. Од прилика толку, околу 30. 40 инспектори. Треба да поменат околу 70 нешто локации. Да, 77 локации. Кај што се насадени 7,5 милиони дрвца, да проверат дали се насадени толку дрвца, да направат записник, да го достават до дирекцијата на Македонски шуми, врз база на тој записник подоцна владата да ги префрли парите на Македонски шуми? Да. Тоа ли е процедурата? Теоретски воопшто не е изводливо. Еден инспектор да помине 3 локации во текот на денот, на кои што по соопштението од владата дека на секоја локација треба некаде да има насадено околу 90.000 садници, еден инспектор треба во текот на денот да провери 280 садници дали навистина биле посадени. 280.000 садници. 280.000 садници. Мислам дека тоа е невозможно. Мислам дека инспекторите ќе се одважат. Како поминува времето и паѓа рейтингот и на Груевски и на владата, ќе се одважат да проговорат за притисокот кој што се врши во министерството на веќе подготвени записници да го стават својот подпис. Дали е воопшто можно во тек на една година Македонија со овие капацитети финансиски и просторни да може да произведе некаде околу 15 милиони садници кои треба да бидат насадени во тие 2 дена? Вие ги знаете кои се нашите расадници за овие дрвца? Не, апсолутно тоа не е возможно. Ако во 2009 година најголемите 3 расадници, кои што се во Струмица, во Свети Николе, еве Кумановскиот, да го земе и Скопскиот, ако произвеле некаде околу 1.100.000, 1.200.000, другите 7-8 расадници ни случајно и заради човечкиот потенцијал, но секако и заради средствата, мислам дека воопшто не е возможно да дојдеме повеќе од бројката од 2 до 3 милиони. Значи вие проценувате дека има многу шуплини и дупки во целата оваа акција и дека таа во најголем дел има еден маркетиншки ефект, а од друга страна со такви акции сепак се организира една поголема маса на луѓе, една поголема маса на луѓе добија одредени финансиски елементации и со вакви акции посебно во делот на дрвата може да се добијат и изборите во таа источна Македонија. Јас се сомневам дека ако во првата програма
која што беше за проширена репродукција на шумите, владата одобруваше 40.000 денари по хектар насадена површина. Со втората измена, со вметнувањето на денот на дрвото, која што е одлука донесена некаде само две недели пред изборите, и одобрени средства од 70.000 денари. Значи, некоја разлика од 30.000 денари по хектар. На 1000 хектари имате разлика од околу 500.000 евра. Што се случувало со парите понатаму, кои што биле инпут во јавното предпријатие, тоа може да е само релевантна институција да го открие, например, Државниот завод за ревизија. Има ли влезено Државниот завод за ревизија во Македонски шуми? Мислам дека за мене е многу симптоматично, веќе трета година поред, јавното предпријатие Македонски шуми не е на програмата за ревизија на Државниот завод за ревизија. Годишно во Република Македонија од тоа бесправно сечење на македонските шуми се губат некаде помеѓу 15 и 30 милиони евра, односно станува збор за огромно количество на пари. И ако половина од тие средства се искористат за добивање на одредени политички избори, тогаш веројатно во таа источна Македонија ќе биде однапред познат победникот на тие избори. И овие околу 300.000 метри кубни бесправна сечена дрва, колку во евра изнесува? Некаде од 13 до 15 милиони евра. 13 до 15 милиони евра. Средства кои што треба да влезат во јавното предпријатие Македонски шуми. Пола од тие да се користат во партиски цели, тоа веќе е една сериозна бројка за избори. Вие сте апсолутно во право. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие репризата, почитувани гледачи, може да проследите утре некаде после 17 часот на Канал 5 плюс телевизија. Ова, како и претходните емисии, може да ги најдете во архивите на Макс ТВ. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.